За прв пат во историјата, робот самостојно изврши комплетна хируршка операција без човечка интервенција, објавија светските медиуми. Интервенцијата се одвивала под надзор на медицински тим, но сите потези биле изведени со вештачка интелигенција. Роботот користел напредни сензори и алгоритми за да го следи секој чекор од процедурата, што според стручњаците може да значи голем напредок во безбедноста и прецизноста на операциите во иднина. Целата постапка била снимена и детално документирана за понатамошно усовршување. Експертите посочуваат дека роботите во медицината веќе одамна асистираат, но ова е прв случај на целосно автономна операција од почеток до крај. Тие нагласуваат дека ваквиот развој може да го намали ризикот од човечки грешки. Сепак, се отвораат и прашања за етиката и одговорноста при користење на автономна технологија во здравството. Научниците најавуваат дека ќе бидат потребни години тестирања пред ваквите роботи да станат дел од секојдневната медицинска пракса. Истражувањата покажуваат дека најчесто користените лозинки како 1 2 3 4 5 6, пасворд и кверти 1 2 3 може да бидат пробиени за само неколку секунди од страна на хакерските алатки. Овие кратки и предвидливи комбинации се најчести во базите со украдени податоци. Современите технологии, вклучително и вештачката интелигенција, користат брзи методи за пробивање на лозинки, комбинирајќи ги со јавни информации како имиња и датуми. Затоа, експертите препорачуваат користење на подолги и посложени лозинки од најмалку 12 знаци, со комбинација од букви, бројки и символи. Дополнително, препорачано е користење на лозинг менаџери и двофакторска аутентификација за заштита на сметките. Редовна промена на лозинките и проверка дали биле компрометирани исто така ја зголемуваат безбедноста. Многу организации, вклучително и образовни, се уште користат многу слаби лозинки, што ги става во ризик податоците. Затоа е неопходна зголемена едукација и примена на современи безбедносни мерки за заштита од сајбер напади.